Македонското здружение за култура, обичаи и традиции Гороцвет, Домот за деца без родителска грижа 11 октомври од Скопје и Здруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри во знак на сеќавање и незаборав на 26 јули и жртвите од катастрофалниот земјотрес денеска организираа добротворен настан. Во хуманитарниот настан учество зема и познатиот македонски хуманист Живко Поповски Цветин, кој за децата одржа ликовна работилница. Овој настан е во организација на Македонското здружение за култура, обичаи и традиции Гороцвет, чиј председател сум јас, и го посветивме на Денот на солидарноста, зашто солидарноста навистина во секој момент кога настануваат природни катастрофи е од особено значење. Луѓето да си помагаат меѓу себе, државите и така натаму, како што сега има и во Грција случај, но катастрофалниот земјотрес пред 55 години беше навистина една човечка катастрофа при што загинаа над 1070 луѓе, а се направија и големи материјални штети во нашата земја. Во Скопје, и благодарение на таа солидарност, на таа хуманост што ја покажа сите, да речам, држави во поранешна Југославија, дојде и председателот Тито, дојде и Хрушчов од Русија, и така целиот свет на некој начин ја изрази својата солидарност и овај ден стана светски ден на солидарноста преку Обединетите нации. Ние како установа и институција која што згрижува деца без родители, родителска грижа, секогаш ни се пружа некоја си хуманост или некоја солидарност од луѓето, од околината, од градот и од државата. Сметавме дека е убаво да и ние на некој начин допринесеме во тој дел. Ако ништо друго, барем со одбележување на настан кој што се одвиваше тука со присуство на луѓе кои што го преживеале земјотресот, луѓе кои што имаат поминато низ тие денови такви, кои што ја пренесоа нивната историја, тоест нивното искуство од тогаш, со ликовна работилница, каде што ги изразуваа своите чувства и она што смета дека треба да се изрази, така да беше една убава дружба во секој случај. Во рамките на поетската програма, поетесата Анита Бошковска изведе пригодна песна за поетесата Даница Ручигај, која животот го загубила во катастрофалниот земјотрес на 26 јули 1963 година во Скопје, а свој настап имаше и актерката Аница Бебиќ. Целта на добротворниот настан е заедно со децата да се испрати порака за мир, хуманост и солидарност. Во текот на земјотресот медицинските сестри има своја несебична улога во спасувањето на ранетите и тие како еден вид ангели долетуваа од повреден до повреден и им градува, им несува надеж за новиот живот на повредените. Градот на љубовта. Градот на љубовта во сладок сон спие. Се буди во мене животот, сонувам со отворени очи. Во новото утро што раѓа надеж. Го направив првиот чекор во денот. Последен пат ги видов тие што во срцето ми се. Не губете време во несакање. Покажете колку љубов носите, да не биде доцна ако некого загубите. Со уметничкото украсување и ликовната работилница, која се одржа во дворот на домот, и со поезијата да се испрати порака да го разубавиме Скопје, секој во својот двор, се стави акцент и на екологијата. Пораката да си помагаме ја испратија медицинските сестри и потсетија дека сестринството одиграло значајна улога во лекувањето на луѓето погодени од земјотресот. Секогаш е добро да се подржи настан кој носи некоја порака за солидарност, хуманизам, за љубов и меѓучовечко разбирање, особено на вакви датуми, на вакви моменти кога се потсетуваме на многу луѓе кои оставиле зад себе многу силни пораки и голем аманет. Скопје е град на солидарноста, ние живееме во Скопје и секогаш тоа треба да го имаме на ум, да ја пренесуваме таа порака и на најмладите. Мене ми беше чест што како новинар и како денеска и во улога на модератор на програмата бев дел од овој убав настан за децата. Ги запознавме со 26 јули неговото со катастрофата и неговото значење.